функционална писменост проект кој што ќе се спроведува во основното и во средното образование училиште. Благодарам. Што дојдовте, да, благодарам на што одговоривте на поканата. Оно што сакам прво да ве прашам со оглед на тоа дека зборуваме функционална писменост. На што е насочено тоа? Што сакате да кажете со тоа? Да, јас така се инспирирав од и поттик најдов и во своето искуство со образованието и во разговори со луѓе и со моите деца, бидејќи помина основно средно образование. Така многу работи гледав што има позитивни страни, што се негативните страни и така натаму. Исто така во своето искуство на филолошкиот факултет, на часовите. Да. Еден пример, некогаш разговараме за некоја книга и некој од студентите ќе речат нешто за ликовите. И јас ќе се изненадам од каде дошло тоа. И потоа кога одиме на самиот пасус, и го читаме, гледаме дека некои работи се навистина двосмислени. Јас некако сум си го сватила дека е тоа јасно и дека тоа така го значи она што се смета традиционално дека значи. И всушност има многу проблематични работи, многу работи што можат со внимателно читање да се свата дека може да значи едно друго, па разговараме за тоа и така натаму. Секој како си разбрал, така си разбрал, која е вистината не знаеме. Тоа има нешто што значи самиот текст, а има различни интерпретации, сега не е се валидно, но сакам да кажам, понекогаш навистина е нешто така напишано што е двосмислено. И дури кога одиме на самиот текст и го анализираме на некој извадок, повеќе гледаме отколку кога се зборува општо за книгата. Јас си направив некоја паралела еве и со лектирите, да речеме. И лектирите кога се дава задача да се прочитаат па да се прераскажат, некако мислам дека по-добро, по-функционално би било кога ќе се извади некој пасус и еден пасус макар да се анализира во повеќе детали, и тука се гледа она што се нарекува функционална писменост. Така сакав да дојдам до функционалната писменост, бидејќи размислувајќи за ова читав и истражував за функционалната писменост, генерално се дефинира, да речеме, или се опишува како читање со разбирање, добра, критичко размислување, понудување аргументи, односно аргументација, примери од текст со што би се поддржал текстот, и она што се чита без оглед дали станува збор за литература, не мора, туку може да е во било која наука. И генерално функционалната писменост, исто така според она што го читав, се некако ја делат во природните науки, во математиката и во јазиците. Во јазиците се мисли токму на она читање со разбирање. Добро, и на крајот веројатно од целиот овој процес и на крајот веројатно од ученикот ќе се бара и негово решение, да речем негово мислење, така за одредена ситуација. Да. Ќе биде спроведено и во основното и во средното. Така, како ќе биде поделено? Што на што ќе се цели во основното, а што е во средното? Да, некако исто така кога почнавме, таа функционална писменост веројатно треба да се почне уште од прво оделение, нели? Уште од основите, темелите нели на образованието. Веројатно од предучилишна возраст. И точно, и тогаш секако, но еве ние како филолошки факултет, бидејќи нашата стручност е во јазиците. И сега затоа рековме не можеме се да покриваме навистина, бидејќи нели за сега ние учествуваме во тоа и други институции, ќе ги спомнам. Но сакам да кажам, не можевме така се да покриеме, туку рековме да почнеме со она во кое што имаме повеќе познавање, така што ги покриваме мајчините јазици што се изучуваат во училиштата и странските јазици. Добре. Во училиштата и исто така сметавме дека би било премногу широко да зборуваме за сите одделенија, па почнавме со средното образование. Но бидејќи испративме покана преку Сдруженијата на наставници, се пријавија и наставници од основното образование, зашто ми беше многу драго, така што еве го проширивме, бидејќи има вклучено и наставнички од основното и од средното образование по овие предмети. Кога сме веќе на тема мајчин јазик, последното PISA тестирање покажа навистина поразителни резултати за
колку учениците го познаваат мајчиниот јазик. Може би тоа ве поттикна. Вие сте сега велите, сега сме во еден многу убав период на ентузијазам, на жилба, влегуваме во овој проект, но го познаваме предизвикот. Така, знаете со што треба да се соочите. Така е, делумно поттикот беше и резултатите од ПИСА изминатите години, нели неколку пати се повторува тоа дека резултатите се слаби. Исто така тоа звучеше многу разочарувачки и затоа така звучи, тоа беше меѓу другото и поттик. Но еве читајќи за ПИСА исто гледам дека и тоа не би требало да се земе сега како да речам клучен некој фактор или единствен показател, бидејќи тоа се стандардизирани тестови. Тие не земаат предвид образовен систем, ниту да речеме позадината на образованието, ниту културолошки разлики. Значи така тие се стандардизирани во смисла во повеќе земји се даваат ист тип на прашања, што може би не е сосема соодветно методолошки, така што не мора да се писа тестовите показател некој единствен, но и тоа меѓу другото покажува сепак дека повеќе треба да се работи на тоа баш читање со разбирање повеќе отколку учење на памет, репродуцирање на материјалот. Тоа и се заборава и е така фрустрирачки некогаш кога треба да се учи без да се разбере, така што во таа смисла е многу подобро ова читање со разбирање. И сакам да кажам дека резултатите од ПИСА кажуваат нешто, но исто така има и други фактори. Например, сега разговарајќи исто со колешките, колегите од основното и средното образование, ти укажуваат и некогаш и на недостигна мотивација. Значи не е само дека нешто погрешно се одговара, туку некогаш и мотивацијата кај учениците е важна за да се фокусираат и да одговорат, и тоа би можело да произведе подобри резултати. Значи на тоа треба да се работи. Па покрај дигиталната ера најважното е задржување на вниманието и еден од најголемите предизвици со кои што наставниците се соочуваат во денешно време. Но како, да речеме, вие како гледате на целиот предизвик? Кои ви се очекувањата? Гледам дека навистина многу ентузијастички влегувате и можеби е оправдано затоа што е голема заинтересираноста. Па добре, може да нескромно да кажеме кои се очекувањата. Може, иако гледам да немам очекувања. Многу бидејќи јасно е дека... Да не предвидуваме многу? Да, многу се комплексни сите фактори. Мислам, еве, повторно во тие разговори, значи не е само пристапот за време на наставата и сега ние на тоа работиме. Значи, нашиот фокус би бил методи, некои активности кои што би се фокусирале повеќе на таа функционална писменост, тоа се и поврзување на информации од различни извори, значи во таа смисла и размислување, логичко разбирање на работите, така што ние на тоа се фокусираме. Сега јасно е дека има и милион други фактори во околината, значи училници, како се опремени, кои се условите за работа, дали се големи одделенијата. Навистина се тоа многу комплексни причини што се не можеме во моментот да ги адресираме, но сакаме да ги забележиме и потоа и за нив да зборуваме. Но оваа прва фаза би била фокус на таков тип на активности. Мора од негде да се почне. Не ве прашав дали само од Скопје се наставниците? Не, се пријавија од цела Македонија. Во оваа фаза рековме доброволно да биде, затоа што некогаш кога некако на сила се потикнува нешто, тешки се резултатите, а кога некој сам се пријавува, има ентузијазам, мислам дека многу подобри резултати би се... Сега јас така очекувам, навистина не знам што ќе биде. Ми е драго што имав можност да поразговарам со вас и се надевам дека следен пат кога ќе дојдете, ќе зборуваме за позитивни резултати. Се надевам и јас ви благодарам многу. Благодарам, професорке. Нека биде ова поттик и за, рековме, и другите факултети да се вклучат во процесот. Да, би сакале понатаму во некоја следна фаза, сега да видиме зависно од резултатите, да ги вклучиме и другите наставни факултети, заеднички да соработуваме на сите предмети што се изучуваат во образованието.